Благодарам, почитувам председателя, почитувани колеги, почитуван министр, почитувана македонска јавност, почитувани тутунари. Конечно, по долги напори и превирање од страна на владеачкото мнозинство, денес дојдовме до ситуација да можеме да разговараме и отворено да продискутираме во однос на еден генерален проблем кој што ни се случува тековно во Република Македонија, а тоа е екзодусот кој што се врши врз тутунопроизводителите. Не го зборуваме ова од нешто што сме чуле, туку го зборуваме од она што го знаеме, сме го чувствувале на своја кожа, а сега континуирано со своите сограѓани разговараме на оваа тема. Значењето на тутунопроизводството, на ориенталниот тутун, како значајна земјоделска индустријска култура во секторот земјоделство и воопшто во македонското стопанство е во неговата пред се социјална улога, односно со вклучување на приближно околу 70.000 земјоделци, дали директно или индиректно, кои својата екзистенција ја наоѓаат во тутунопроизводството. Втората е исто така економската компонента, имајќи го предвид ангажирањето на другите сектори во однос на производството и секако финансиското значење со оглед на вкупната висина на средствата кои се реализираат од извозот на тутунот во буџетот, преку негово производство, преработка, извоз, односно данокот и акцизите во прометот. Почитувани сограѓани, почитувани колеги од парламентарното мнозинство, ја уништувате најголемата фабрика за вработување во Република Македонија. Уништувате 35.000 домакинства кои се директно инволвирани, а преку 70.000 земјоделци кои на еден или на друг начин се инволвирани, односно имаат некоја врска со тутунопроизводството. Се бориме да донесеме една странска инвестиција плюс, кои за жал во овој период од кога ова парламентарно мнозинство е на власт, истите си заминуваат. И ова се факти. Пред месец, два видовме дека истите заминуваат. Уништуваме една гранка која што опфаќа многу наши сограѓани, кои екзистенцијата ја бараат токму тука. Дајте, одважете се да се надминеме самите себе, односно поточно вие како парламентарно мнозинство, бидејќи ние подолго време ве молиме да можеме да излеземе во пресред на овие граѓани. И конкретно, пошто овде е и министерот и колегите од парламентарното мнозинство. Ако во 2019 година до 15.1 имало откупано околу 20 милиони и 18.000 килограми тутун, во 2021 до 15.1 имаме откупано некаде околу 11 милиони. Како? Со која динамика? На кој начин се планира да се откупат пред се самото договорено производство, бидејќи граѓаните склучиле договор, односно воспоставиле облигационен однос помеѓу откупувачите и тутунопроизводителите. Со која динамика се планира да може во преостанатиот период, кој што е многу краток, самите сте свесни, самите знаеме дека со оваа динамика, како што оди досега, тешко ќе биде да се опфатат сите овие количини, дополнително згора на тоа што се појавуваат и дополнителни количини. И овде не станува збор за вишок на производство. Овде станува збор за недоговорено производство. Односно на граѓаните, уште на самиот почеток, на склучување на договорите и облигационите односи кои што ги воспоставуваат со откупувачите, а тоа се врши уште напролет, кога истите ги засадуваат површините со тутунот, истите склучуваат и договори. Оваа ситуација се знаеше уште од тогаш дека ќе се појави ова недоговорено производство. Зошто? Бидејќи им беа направени не по нивна вина. Тутунопроизводителите сакаа и имаа желба да направат договори, односно да воспостават ваков облигационен однос на поголеми количини. Истите беа
повеќекратно намалени и ако ги земеме во предвид количините кои што се произведуваат од засеяна површина по единица хектар, ќе видиме дека уште во пролет се знаело дека ќе имаме вакви ситуации. Од ова говорница, ова го разговаравме и ве напоменавме дека проблемот со тутунот ќе ви се појави за не повеќе од месец време од кога зборувавме за проблемите со откупот на грозјето. Не реагиравте ништо, чекавте да отпочнат сите процеси, меѓутоа не реагиравте бидејќи знаевте. Ова не се врши во тек на откупна сезона, овие мерки, меѓутоа истите требаше да се превземат многу порано. Овие се планирани производства. За ова имате и како министерство, и како власт релевантни податоци од самите министерства и од откупувачите, секако и од здруженијата, за колкава реколта станува збор и како ќе се отпочне со откупот. Меѓутоа, како што напоменав, не случајно кажав дека ова е облигационен однос кој што се воспоставува на договорна основа, односно слободна волја на склучувачите. Од една страна тутунопроизводителите, од друга страна откупувачите. На кој што вие како мнозинство им дадовте одврзани раце, тие комотно да си планираат кога сакат да си увезуваат тутун, не дека ќе ги спомнете, министерот ќе ги каже количините кои биле увезени оваа година. Не. Уште со склучувањето на договорите, истите имаат во предвид дека доколку им затреба, истите можат да си откупат по некои поповолни цени, доколку нив им одговара од други држави. Затоа истите ниту се стимулирани, ниту имаат потреба да си создадат обврска спрема самите себе, да можат да воспостават и да направат договори за откупување на поголема количина на тутун. И кога зборувате за просечната цена, да не навлегуваме дали е 166 денари, 164 денари, истата е многу ниска. Меѓутоа, почитувани колеги, не станува збор воопшто за оваа цена која што зборуваме. Ако имаме откупни белешки, ако имаме ситуации каде што имаме и околу 20% одбитоци, на сушен тутун, знаеме сите колку тежи сушен тутун. 20% одбитоци. Тоа значи дека цената не е повеќе од 120-130 денари, зависно од која просечна цена ја сметате, како што каже и претходно колегата, или не ви се совпаѓаат процентите на класите, или не се совпаѓа цената која што ви ја дават како информација. Значи, ниту станува збор за оваа цена која што вие ја кажувате како официјална, иако не се согласуваме, но да бидеме овде во однос на цената со неколку денари не е проблем, бидејќи можеби од ден на ден се менува, но можеме да заклучиме дека е катастрофална. Одбитоци со повеќе од 17, 18, 19% е ситуација, да не речем зеленаштво, односно им се зема маката на граѓаните. Им го земате лебот од уста на дечињата кои што чекаат нивните родители да ги добијат овие приходи. Оние дечиња кои што спиеле во браздите со нивните родители кога тутунот се собирал, бидејќи сите знаете дека тутунот се собира рано наутро. Овие дечиња спиеле таму, очекувале сега да им купат патеки, да им купат палто за на училиште. Меѓутоа, овие граѓани се ставени на работ на екзистенцијата. И повторувам, не случајно, ја уништувате најголемата фабрика за вработување во Република Македонија. Кога една кутија цигари се изедначува со 1 килограм тутун, ниту има некоја логика, ниту може да зборуваме за рентабилност. Изборувате за вишокот на тутун кој што треба да се откупи. Овие податоци благовремено располагавте со нив, а воопшто не презедовте мерки како ова да се надмине, за да можете да се организирате и со сите пофални зборови кои што ги кажувате и за тутунскиот комбинат и за сите,
благовремено да интервениравте, да можевте да ги земите. Зашто станува збор? Количини на тутун, кои што според договорените обврски се во фаза на превземање од државна компанија, се од откупувачот од Далија табак, кој што околу 455 или тони треба да има некаде договорно производство, или 785 кооперанти, и тоа го превзема како обврска. И внимавајте, од регионот од кај што потекнувам, односно од општина Василево и регионот Струмичкиот, Радовишкиот, Конче, посебно во населеното место Градашорци, каде што имаше и лично и протести од самите граѓани, кои што најмногу имат договори со овие откупни компании, кои што беа ставени во една незавидна ситуација, им се вети дека истиот ќе биде превземен од страна на тутунскиот комбинат. За да биде иронијата уште поголема, зборуваме за откуп кој што ќе се врши во Радовишко. И таму имаме вишок на тутун, и таму имаме граѓани кои што имаат склучено договори. Да, треба и таму да се откупува. Меѓутоа, замислете, им воспоставувате дополнителни трошоци на самите граѓани, на самите производители, кои што не по нивна вина не можат да го предадат своето договорено производство и ги терате да истите своето производство го носат од најмалку 20 до 70 и повеќе километри. Некој кој што има склучено договор од Самуилово, општина Новосело, до Радовиш, има и повеќе од 60 километри. Дополнителни трошоци за транспорт им создавате на овие граѓани, и ако згора на тоа, јавно излегува граѓаните и го кажа, почитувам министер, барам од овде да превземате одредена активност со која што ќе им излезете во пресред, дека не можат амбалажата да ја набават од оној кој што треба да им го откупи тутунот. Се калкулира со цени од 100 денари до 2 евра по кутија која собира околу 17, 18, 20 килограми тутун. Замислете дополнително колку им се стават дополнителни трошоци. Тоа значи на маката која што имат само се мултиплицира, не се изнаоѓа соодветно решение. Ако откупниот пункт може да се отвори на 5 откупни пунктови во Радовиш, што е за поздравување за оние кои што се од Радовиш, истото државна компанија која што располага со толкав капитал, со вашите пофални зборови дека била во суфицит со своите буџетски средства, односно со средствата кои што ги има, не може да смогне сили да отвори откупни пунктови во овие населени места, барем неколку, кои ќе бидат во близина на самите општински центри, за да можат граѓаните да го предадат таму тутунот. И една несрекна изјава која што ја слушнав по пат патувајќи од директорот, вели не сме сигурни дали ќе обезбедиме просторни услови и интернет комуникација. Почитувам министер, во 21 век дали е проблем да се обезбеди интернет комуникација, односно интернет врска за во населени места каде што секоја куќа и секое домаќинство веќе има воспоставено интернет комуникација и секојдневно се користат. Не можеме да си дозволиме на граѓаните да им ставиме на товар дополнителни трошоци за транспорт на самото производство, времето кое што, внимавајте, со самиот транспорт, начинот на транспорт, мора да имат обезбедено услови, односно не може на толкова далечина да го превезуваат тутунот како што би го пренесле од дома доколку имат во соодветното населено место или во околината од каде што живеат. Ова конкретно го зборувам бидејќи во самиот регион имаме доста вакви граѓани кои што имаат склучено договори со ова откупно претпријатие. И згора на тоа, во самиот регион од кај што потекнуваме, согласно податоците, се уште не е завршено пријавувањето на недоговореното производство. За сега, според информација, околу 350 тони. Меѓутоа, и овие количини, истите ќе треба на некој начин да бидат превземени, но не
да им се става на товар допълнителни вакви трошоци. При пореметување на сите овие откупни цени и понудата и побарувачката, знаеме на кој треба да падне одговорност. Не само тоа, ова е и законска обврска на самата влада, бидејќи земјоделците, посебно тутунопроизводителите, се една стратешка гранка која што треба да ја заштитиме и во вакви услови, согласно Законот за земјоделство и рурален развој, владата има обврска во случај на пореметување на пазарните односи и разликата во висината на откупната и производната цена директно да интервенира во стабилизирање на пазарот. Зашто? Секако располага со буџетски средства и начини и механизми на кои што може да излезе во пресред на ова. И уште нешто. Кога зборувате за количините, за договорните количини, кога во одредени години се склучувале и до 30 милиони килограми договорни обврски, ова година знаеме дека се драстично намалени, а сето ова е причинско-последична врска, почитувани тутунари, почитувани колеги, почитувани македонска јавност, на политиките кои што владата ги води со оние кои што треба да ги склучуваат договорите. Истото се случуваше и со раноградинарите, и со лозарите, и сега и со оризарите, со тутунопроизводителите. Затоа ова ситуација во која што се наоѓаме денес ќе се преслика и во наредната година доколку соодветно не се превземе нешто што е суштествено, односно во насока на суштествени измени во смисла на заштита на тутунопроизводителите. И сакам само накратко во ова информација и иницијатива, односно во зголемување на субвенционирањето, како што имаше средства за претходните категории на земјоделци, што е за поздравување да можат да се обештетат, бидејќи во ниту една мерка претходно не беа опфатени. А земјоделците се оние кои што ја произведуваат храната, а не беа опфатени во ниту една мерка на владата. Затоа има средства, доколку имаме средства да се дадат за Мак Петрол и за други непродуктивни работи и перење на пари, и ако имаме 10 милиони евра со ребалансот да владата исплати по основ на извршни решенија поради неодговорното работење на нејзините функционери, мора да има пари и за овие граѓани, и за тутунопроизводителите. Мора да се изврши исто така измени и дополнување на Законот за тутун во насока да истите бидат соодветно заштитени и ревидирање на мострите на ориентален тутун во соработка со овластени и стручни представници на тутунопроизводителите, откупувачите и Министерството. И една клучна алатка која што треба да биде во интерес и да ги заштитува земјоделците и тутунопроизводителите во конкретниот случај, во конкретниот момент, е токму Државниот земјоделски инспекторат. Меѓутоа, не видов, барем јас, не видов ниту еден позитивен исход од нивната посета негде интервенирање, да одреден граѓанин излезе и се пофали дека истите инспектори му помогнале да соодветно и правично му биде проценета маката која што ја има. Затоа, уште еднаш ве повикувам, не во смисла само декларативно да се заложите, туку да се внесат одредени заклучоци, да се излезе на терен, да се скенира состојбата реално, не само преку партиски послушници со кои што разговарате, и да можете суштествено да помогнете на граѓаните, односно на тутунопроизводителите. Не верувам дека истото ќе го направите, бидејќи ниту ве интересира маката на овие граѓани,
со самиот факт што избегнувавте да имаме јавна расправа во однос на ова мака која што имаат истите, самите да си ја кажеа маката, а тука секако да беа поканети и оние кои што треба да го производат и оние кои што треба да го откупат. На едно место, сите заедно со посредство на Министерството, да се воспоставеше ова корелација за изнаоѓање на решението. Меѓутоа, не сакате граѓаните да ги видат и да си ги кажат маките. Вие едноставно со развлечување на проблемот го развлекувавте толку време, инфилтриравте луѓе во самите одбори, ја разводнивте ситуацијата и не сакавте да има решение за ова. А сето тоа со навраќање на тоа како било и што било во моментот сте вие власт, треба да одговорите на предизвиците кои што ви се дадени во дадениот момент. Затоа, почитувани, излезете во пресрет на ова, излезете, меѓутоа, лично сметам, како што не излеговте во пресрет ниту на раноградинарите со зелката, ниту на овоштарите со вишната и со сите други култури, ниту на тутунопроизводителите ќе излезете во пресрет. Зошто го зборувам ова? Бидејќи воопшто истите не ви се ниту ставени во некои од мерките за така бомбастично најавуваната ваша мерка за зелена нафта. Зошто истите? Колку операции самите извршуваат за да можат секојдневно да го соберат тутунот, да ја изорат нивата, да го производат. И тие имаат трошоци во однос на ова. Зошто истите да не бидат офатени во мерката која што вие популистички, уште еднаш ќе кажам, ја промовиравте како некоја реформа, како кој знае што, а граѓаните земаат од 700 до 2-3 денари за зелена нафта. Вклучете ги и нив барем. Зошто истите се дискриминирани во овој поглед? Ви благодарам.